моментот можам да кажам за оние кои што сега не се вклучуваат на Телма телевизија дека со Стефан Ашковски можеби месец и половина се договараме за ова интервју. Ќе ја поздравиме нашата пријателка Андријана која што направи извонредно интервју Стефан со тебе. Може да го прочитаат, па оттаму бев инспириран можеби да те имам, иако Телма не ти е непознат терен, пред можеби 3 календарски години беше кај нашата Јана во фидбек, говорејќи можеби за фудбалските приказни. Меѓутоа, овој пат благодарение на ова интервју кое што го прочитав, јас вака ќе дадам само конкретна најава, додека ги гледате овие илустрации или јас би рекол убави моменти од секако светот на фудбалот со Стефан на самиот терен, во светот на професионалниот фудбал, каде секој чекор носи нов предизвик, а секоја одлука може да промени на насока на кариера и живот. Постојат приказни кои што не се мерат само со надпревари и клубови, туку со истрајност, карактер и тивка борба зад сцена. Стефан Ашковски, нашиот македонски репрезентативец, интернационалец, чија кариера се протега низ повеќе држави. Ако појдете, всушност ќе забележите дека има доста култури и фудбалски системи низ кои помина. Од терените на Европа, преку предизвиците на истокот, па се до дресот на националниот грб на Македонија, неговата приказна е вистина повеќе од спорт, патување низ една неизвестност, некој пат адаптација, лична трансформација. И денес, освен за фудбалот и за животот, за трансферите, за притисокот некој пат, животот далеко од дома, но и за моментите кои и на самата игра станува нешто повеќе од резултат, би рекол. Така што верам дека во овој разговор ќе уживате. Инаку, интервјуто вака вели, баш го читав, вели Стефан Ашковски, нашиот фудбалски репрезентативец, во средина на јануари годинава потпиша договор со иранскиот клуб Мес Рафасјан, така ако не грешам. Рафсанџан, прости. На месец и пол од потпишувањето на договорот и преселбата поминуваше низ една, јас би рекол, фудбалска голгота и одисеја, така и го крстив баш насловот, да се вратиш токму во Македонија од Иран поради нападите за жал во тој период, кога се случи експанзијата на истокот. Со тогаш истечена виза за влез од Иран, пасош ставен во велик хотел, кој се наоѓа близу местото каде што за жал нели беше и погубен ајатолахот, без интернет, кој престана да работи брзо по стартот на нападите за комуникација со блиските во Македонија, кои се страпнили го пречекаа всушност нели и моментот кога низ медиумите се одекна нели самата информација. Да. Многу ми е драго дека како велиме ние, за секое лошо добро во случајот можеби неславно заврши, ајде сега само што се потпиша договорот и да бидеш на тој терен. Меѓутоа драго нешто си безбеден и дома тука со сопругата и со дечињата. Така што ова е добар период за мала пауза да направиш одличка и па да ги разгледаш мал одмор и да ги разгледаш можностите. Стефан, искрено кога го читав интервјуто и малку истражив околу твојата спортска биографија и воопшто животна биографија, можам да кажам дека, пријателе, кариерата твоја повеќе ми личи на едно исто така патување, би рекол, на класичен фудбалски пат. Меѓутоа, дали некогаш почувствува дека постојано почнуваш од нула, со оглед на тоа дека имаш играно на различни земји и географии? Да. Пак ќе кажам, не беше класичен фудбалски пат, ама интересна ти е одисејата. Па да, секако дека во мојата кариера имам доста променето клубови. Меѓутоа, во мојот живот секогаш сум го сакал тој предизвик во фудбалот и ете тој предизвик може ме водел да променам доста клубови. Од мал беше така со предизвик дека сакаш малку и да менуваш, да се испробуваш, да се истражуваш себе си во светот на професионалниот фудбал? Не, меѓутоа мислам дека така патот ме водеше и колку е тешко секој пат повторно да се најдеш и да играш во нова средина, со оглед на тоа дека последниот потпишан договор со Иран можеби не успеа, меѓутоа пак да се потпреш на нова култура, културни шокови, нова животна средина? Да, секако не е лесно, меѓутоа, како што кажав, некако од почетокот така се погоди мојата кариера и секогаш таа адаптација во мојата глава беше да што е можно побрзо да се адаптирам за да можам да се адаптирам на нивната култура и на луѓето. Да, пред да го потпишеш договорот, имаше период таму адаптација да направиш генерално малку и на географијата, на твоите соиграчи, на пријателите, да стекнеш барем мали животни корени таму? Па искрено не, се нешто се некако се
брзо случи. се случи, да. Се така да немаше нешто многу да дознам нешто многу за културата, меѓутоа од моите соиграчи сакав да дознам нешто колку што можам и нешто малце колку што можев да дознам за нивната култура. Јасно. Како изгледа животот генерално за краток период на еден европски, да речеме, фудбалер во Иран, во случајот и твојата приказна, надвор да речеме и од теренот. Бидејќи ве зад камери споменавме, некој пат знаеме брутално да ги представиме работите, нели, на одредена земја. Да. Медиумот знае и некој пат да си го направи своето, меѓутоа каква култура, што те пречека во Иран? Како го доживеа можеби моментот на... Па искрено кога отидов се прашав ја себе си каде идам, бидејќи не бев свесен за нивната култура, за државата Иран. Меѓутоа реков ајде ќе одам ќе пробам па ќе видиме како ќе биде. И кога отидов таму искрено не очекував дека толку ќе биде професионално во клубот, значи како странеците гледаат. Без очекување беше. Да, немав некои очекувања, меѓутоа кога отидов таму и видов дека стварно се работи за професионално и во клубот и народот, ако си поготово странец, те гледаат малце со други очи. И така да бев пријатно изненаден од сето тоа таму. Прв пат почувства можеби вистинска изолација во Иран или грешам? Не, искрено така помислив, со таа помисла отидов дека ќе бидам само во хотел, ќе бидам во хотел, ќе имам тренинг хотел, меѓутоа не беше воопшто така. Не. Меѓутоа кога видов за какви ресторани се работи нивната храна, значи перфектна, бев пријатно изненаден. Да, за оние кои што можеби не знаат, позиција лев бек, крилен дефанзивец, ако не грешам. Почетоците ти се ми кажа Партизан, тоа и ќе споменеме. Знам дека си играло повеќе држави, меѓутоа чисто да споменеме Србија, Норвешка, ако погрешам кажи ми, Полска, Словачка, Турција, Романија, Кипар, Македонија. Да. Така ќе му даде. За 34 годишен професионален фудбалер и интернационален, јас би рекол ова се супер интересни патувачки приказни. Ке ми кажеш каде најдобро некако се аклиматизираше можеби во овие трансфери твои клубови? Каде можеби најкомплексно беше, ама кога сме кај Голготата, Иран, што можеби те научи барем тој кус период таму повеќе за фудбалот или и само за животот генерално? Па never give up, maybe. Никогаш да не се откажеш. Да, никогаш да не се откажеш. Што и да е да веруваш во себе, тоа е единствено нешто што ме водеше. И колку и да беше тешко во моментот на војната или што и да е, се водев дека морам да издржам и да се борам. Каде бевте всушност кога одекна информацијата кога се случи нападот во тој период? Па бев во градот каде што е клубот Рафсанџан. Тоа е мало место. И бевме во хотелот во тој момент кога дознавме за нападот на Америка. Не го вестува, претпоставам, на медиумите дека можеби ќе се случи такво нешто, ви изолираа во тој период или најнормално функционираше градот што се вели земјата и се додека Па имаше некои најави дан, меѓутоа бевме во хотелот и се спремавме за надпревар. Баш тој ден имавме надпревар. Да. И сега околу Голготава баш сакам да прашаме, после ќе се фокусираме секако на убавите работи. Потпишуваш токму со договор со овој ирански клуб и тоа на месец и пол од потпишувањето поминуваш всушност низ таа Голгота. Не знаевте можеби за истечената виза или не погледна тоа нешто? Андријана баш ми спомена каква беше приказната ситуацијата. Знам дека доаѓаш на турска граница, па и тука имало ситуации за кои што биле прилично предизвикувачки. На иранската граница. На иранската граница. Да. Па, знаете како, ја цело време во мојата подсвест беше визата е се со ред, тука е Да, ја пратев бидејќи знаев дека имам уште неколку денови дека да ми истече. Ја претходно со мојот соиграч бевме 10 дена бевме соиграчи, од Босна беше, меѓутоа он си замина после 10 дена и он цело време ми збореше за визата да пазам, бидејќи он сакал да си оди дома, али он не пазел и него му била истечена визата и него пуштиле и морал да се врати.
И мене цело време во подсвеста ми беше тоа, меѓутоа викам ајде војна е, знаете, кога е војна не Има гледа некаков исклучок, нели? за странец Така е. во држава, меѓутоа нив не ги интересираше на границата тоа. Така да тоа беше, мислам, може и најголемиот проблем во таа Голгота. Дали ќе помислата дали ќе се вратам или нема се вратам. И како го среди проблемот, ги пакуваш куферите, претпоставам блокираш карти, Нема карти, не работи, аеродромот не работеше. како беше начинот за транспортација да се вратите? Па со возачот на еден клуб што ми го обезбеди Јасир Асани, мојот добар другар. Со него патувавме околу 15 часа од Тегеран до Табрис, до границата со Турција. Беше неизвестно, беше претпоставам дека Да, беше тешко, искрено. Немаше не застанувавме ни за јадење, ни за вода, бидејќи стварно имаше, се гледаше на небото некој немир, што се немир, вели. да. Имаше простор некако да искомуницираш со семејството во тој? Немаше. Одма се исклучи интернетот после првиот напад на Америка. И како се среди на крај приказната за да бидеш успешно и жив здрав вратен тука кај нас? Што се вика борба непрекината со иранците на граница и со Умит, амбасадорот наш исто. Кој што помогна. Да. Имаше во еден момент кога се праша можеби што барам јас овде сега, искрено. Веројатно состојбата, иако велиш, не е така како што некој пат се прикажува иранската заедница така натаму, ама си го постави прашањето? Па искрено не, бидејќи бев среќен. Неочекувано дека ќе биде така, али стварно бев среќен. Бидејќи се отчувствував како професионален фудбалер, имав се што ќе посакам. Сите можни од бенефити, да речеме, од спа до не знам, до терени, до опрема, до баш еден како што фудбалер сака да се осеќа како професионалец. Сега околу самиот клуб и потпишаниот договор, со оглед на тоа дека не го обструираш ти самиот пат, тука се случува прекин поради за жал немири. Што се случува сега, да речеме, со договорот, на каков начин, дали ќе има продолжување, тоа ме интересира. Претпоставам дека можеби те прашаа доста мои колеги од други медиуми, што ќе се случи понатаму сега со кариерата на Стефан. Да. Дали се планира продолжување, можеби на некаков друг начин да се стабилизира, што нели не можеме и тоа да го знаеме никој пат колку време ќе трае. Така. Меѓутоа како иде, да речеме, кога се случуваат вакви прекини на потпишани договори? Па во време на војна ФИФА дава како документ кој може да потпише било каде. Меѓутоа, мојот договор беше до мај, па јас сега ќе почекам да видам што ќе биде, бидејќи нели сакам да видам што ќе биде со договорот парично и тоа дали ќе можам да ги земам тие средствата. Оштета некаква се прави, да речем, враќаат средства со оглед на тоа дека нели сепак имаш потпишан договор. Па кога беше војната во Русија и во Украина, ФИФА пресуди за играчите да си ги земат средствата. Така да сега не знаеме никој од нас што ќе биде, така да треба да почекаме. Јасно. Како се гради на ментална стабилност во средина која што е целосно различна од вашата? Имаш доста географии посетено, меѓутоа во случајот, еве пак ќе те прашам за Ира. Па како се гради? Успеваш, не знам, да најдеш од алтруизмот кој што си го имал можеби во другите географии, меѓутоа сепак Иран е далеко поразлично од она што можеби си го имал претходно како искуство. Да, пак ја споменам таа адаптација. Ние фудбалерите многу ни е битно да што побрзо се адаптираме на културата и на луѓето. Да, полесно ќе биде и нели тој менталниот склоп што го спомна дека позитивното размислување и тоа ќе не води до добар пат. Те прашав која можеби земја најмногу, Македонија секако си ја ставаме тука нели при срцето татковината, меѓутоа која од наведените, Србија, Норвешка, Полска, Словачка, Турција, Романија, Кипар, која ти беше така некако при срце каде што дури си помисли на момент може да се пуштат животни корени со семејство? Па ете мојот почеток беше во Србија во клубот Партизан и тие се исто незаборавни години, 6-7. 6 беа таму, така? Да, долги години.
Меѓутоа, дефинитивно најубавиот период ми беше во Холандија. Од кои причини, Стефан? Што беше различно, да речеме? Па културата нивна, фудбалот офанзивен, што мене многу ми одговара. Луѓето, помошта од нив исто. Не знам, и тогаш керката ја добив и така некој период ми беше онака... Убав. Да. Убава живот. Доста голови, доста асистенции, Да, доста успеси со тимот, извини. Тој период секако дека ќе ми остане длабоко во моето сеќавање и ете можеби после еден не така добар период во Бугарија се вратив, добив понуда од Романија и ете таму исто 3,5 години исто не заборавни исто. Романија. Партизан, тоа е големиот систем. Што значи да се влезе во таков еден систем како Партизан, како млад играч, да речеме, од Македонија и таму првпат можеби се судираш со една вистинска конкуренција, ако можем да кажам? Дефинитивно, да. Уште на 14-15 години кога го добив првиот повик од нив, јас си реков, чекај каде јас таму. Знаете. И никогаш во мојата потсвест не беше дека јас ќе стигнам до првиот тим, бидејќи во мојата генерација имаше неверојатни играчи. Меѓутоа, ете, така, скромно, со доста напорна работа, со откажување од доста работи, некако успеав да стигнам до првиот тим. Што најмногу те научи Партизан, тој целиот фудбалски систем, на можеби фудбалски или пак ајде карактерен начин, како Па да, добро кажавте. Па фудбалски дефинитивно многу ми помогна, ме научи многу работи, меѓутоа и човечките особини кои таму ги работат доста, да пред се да бидеш човек, а потоа фудбалер. Да, а инаку некој пат почувствува дека можеби шансата ти е блиску, но не целосно достижна, кога станува збор за Партизан, за Партизан, или да. Генерално? За Партизан, да речеме. Извини, не ти одговорив на конкуренцијата, да, таму беше сериозна голема. Сериозна конкуренција. Сериозна и ние ја како македонец бев и со други очи гледан, меѓутоа успеав колку толку да се домогнам до некое место во тим. Меѓутоа изгради поинака инфраструктура и само доверба во животот. Претпоставам тие 6 години беа клучни. Да, секако. Секако сам на 14 да заминеш од Македонија не е едноставно. Имаше моменти кога сакав да се вратам, меѓутоа родителите беа голема поддршка. Верувам. Бидејќи некако синоним за тебе ми е нели тој фудбалски номадски живот и добро е што се испробуваш да видиш можеби каде припаѓаш вистински, нели кога се прават такви трансфери. Играше вистина во повеќе држави. Дали тоа можеби вистина те направи и посилен, меѓутоа те исцрпи, ти изискуваше голема енергија некој пат на момент кога си рече сакам и да се откажам? Не размислав никогаш така. Никогаш во ниеден момент не помислив да се откажам или колку и да ми било тешко, знам во моменти знам дека сум имал баш тешки моменти, меѓутоа никогаш не сум размислувал така. Бидејќи лесно е за човек некако вака кога го слуша твојот разговор и кога пример ќе гледа да речеме што си направил како трансфери, да те праша како се гради континуитет кога постојано менуваш средини, имаше ризици во сето тоа, така. Дали направив добра одлука и така натаму? Што би одговорил на тоа? Па никогаш не можеме да знаеме дали е добра одлука или лоша, нели кога ја донесуваме таа одлука. Меѓутоа да, можеби е подобро никогаш да имаш клуб кој си во континуитет. Тоа сигурно ти дава некоја сигурност и сигурност некоја ти дава. Меѓутоа во мојот случај така се случи, али јас секогаш мислам дека за луѓето е подобро да имаат тој континуитет и конзистентност во работата. Да. Ова е чисто лаичко прашање, некој пат од оваа страна како медиумски работник гледам, ме интересира твое мислење можеби. Дали фудбалерот денес повеќе е играч или некој пат
за жал проект на пазарот. Како би го доживел тоа? Не разбираш на што може би нели и алудирам. Па денеска фудбалот е бизнис според мене. Да? Да. Се цени се уште може би карактерот, ингениозноста, силата, храброста, она што се вели талентот. Да, сигурно да. Али повеќе мислам дека 80% се гледа на другиот начин. Па затоа и го постави прашањето, Стефан, дали може би некој пат се случува од тоа што го забележаш и гледаш, сепак си професионален со интернационална кариера, некој пат токму овие состојби во системот во фудбалот, светот на фудбалот, дека има да речеме нели некои нејасноти, небулози кои што некој пат прави момент кај дали добро го одбрав овој чекор, дали воопшто требаше овде да се нели да направам ваков чекор животен. Затоа и постои прашање дали некој пат си бил во состојба да си кажеш ова повеќе не е за мене. Сега сепак си 34 годишен, веќе имаш импозантна кариера. Да. Па не, искрено не. Не. Никогаш не сум ни дошол до тоа да кажам сакам да се откажам. Да. И колку е тешко да се остане ментално стабилен кога кариерата е непредвидлива? Па многу тешко. Да? Да. Како помага Стефан во тој период? Па доста читање книги, можеби, зборење со најде не кажам психолог, maybe можда можеби како се life coach. Да, животни тренери, нели, мотивациони тренери. Да, мотивациони тренери. Тоа. Најчесто го возможуваат тоа во клубовите кога? Да, некои клубови го имаат тоа. Го имаат. Дали притисокот доаѓа некој пат повеќе од јавноста или од самиот себе? Па мислам дека од самиот себе. Да? Да, мислам дека од самиот себе најмногу. Те прашам затоа што бидејќи можеби јавноста ќе каже нешто за тебе, али на тебе како ќе го прифатиш тоа и како ќе го процесираш во себе. Како се соочуваш да речеме со подемите па и самите падови некој пат на фудбалските терени? Говорам од аспект некој пат неспоредливо. Излегувам јас на сцена па нели ќе направиш некаков лапсус, што се вели во младиот свет кикс и си велиш што ми требаш ова или тоа се моменти да сам одоверил. Па затоа прашувам некој пат кога имаш толкава публика пред објективи си, камери, не го покажаш, можеби не ти е твојот ден. Да. Па тоа е тоа да не останеш во тој момент превише долго, ја мислам. Во таа психолошка состојба. Да, во таа психолошка состојба, иако сега ние можеме да збориме до утре дека е лесно, али знаеме, можеби ти и јас сум го доживеал тоа и знаеме дека треба да што побрзо успееме да се оттргнеме од таа летаргија, да кажем, или како да е. Јасно. Си се сомневал некогаш во сопствениот избор? Па може би да се каже за клуб или генерално. Ај нека биде и тоа и тоа. Па да, искрено кој не се сомневал да себе да се преиспита и да каже дали е добро, дали не е. Сигурно да. Одлуките, претпоставам дека најчесто си ти дециден кој што ќе го стави чеканот на маса. Меѓутоа, претпоставам дека некој пат, не знам, ајде, сопругата, пријателите знаат да влијаат во некои одлуки кога станува збор за некакви трансфери, понуди на пазарот на фудбалот? Па мислам дека крајниот што си знал да пресечеш. Мислам дека крајниот збор секогаш го имам јас, али секогаш е добро дојден како се кажува некоја од пријателите, некоја поддршка и одлука, да, одлука. Нивен став. Имаше прилика од почетокот на годинава повторно да влезеш во боите на националниот грб за Македонија. Што значи да се носи денеска дресот на Македонија по сите тие своји големи интернационални искуства? Па дефинитивно нешто најубаво. Да ја представуваш својата земја е нешто славно најубаво што може еден фудбалер и спортист да посака. Да, верам дека е голема одговорност. Како се гради тимски дух помеѓу искрено различни лиги и култури? Можеби најдобро се ја знаеше Партизан, Македонија, меѓутоа еве да речеме во сите овие клубови кои што ги имаше изминативе години. Па тимскиот дух пред се во сооблекувалната мислам дека се гради. Таа човечност, еуфорија, да, и луѓето и доста игри меѓу себе, тоа дава некоја позитивна вибрација меѓу играчите. Колегите, пријателите, играчите. Да. Дали македонскиот фудбал денес според има вистински идентитет?
Па мислам дека има, да. Да? Мислам дека има, да. Меѓутоа сме на пат да иде на повисоко ниво. Го чувствуваш тоа? Па да, мислам дека сме. Добра географија имаме во моментот колку што можеш да забележиш. 34 години имаш веќе Да. остварен татко, сопруг, фудбалер. Кога забележаш, да речеме, подмладокот на фудбалот во Македонија? Па Што искрено, би променил, можеби, што би додал? Знам дека нели важни се што велиш ти бенефитите ги користи клубот и еден фудбалер. Од услуги на добри тренинзи, Да. терени и така натаму. да. Па не знам што би кажал за помладокот, бидејќи не го пратам доволно. Меѓутоа, искрено за мене немам денеска стар или млад играч. Мислам дека има добар или лош играч. Така да, мислам дека периодот кој ни следи ќе ни покаже дали младината е на добар пат. Ако сигурно ги гледаш надпреварите ширум светот, и светски, и европски и така натаму, препоставам дека фудбалот трпи некаква промена или некаква своја трансформација и метаморфоза. Ако те прашам како се менува, можеби и фудбалерот, па и фудбалот со годините, не само физички, туку и ментално, што денеска гледаш и дали си задоволен од целата конструкција која што ја гледаш пред медиумот на терен? Па мислам дека менталниот склоп на играчите, Пософистициране? да, мислам дека доста се работи на тој ментален склоп. А во аспект можеби на перформансите на терен? Па мислам дека и тука доста напредуваше Има напредок, фудбалот. Да, доста напредуваше, поготово во Англија. Мислам дека е едно ниво кое стварно е големо. Која можеби во моментот фудбалска репрезентација, национален тим, вистина, сега нели настрана Македонија импонира да се гледа и ти прави една состојба, си велиш, ова е добар фудбал, ова е добар тим. Во моментот ако Па забележиш. има повеќе. Има повеќе. Има повеќе, да. Англија, Франција, Шпанија, тие се три, можеби топ 3. Топ сили фудбалски. Европски. Светски, тука ќе ставиме нели Аргентина, Бразил. Се уште остануваат можеби Да. на местото на пиедесталот. Кој можеби е најосамен момент во кариерата на еден фудбалер, искрено, бидејќи искуството кое што го имаше во Иран и сите овие трансфери така натаму, некој пат е жртва да не си ги погледнеш сега или да бидеш како што утрово си ги однесе во градинка Да. своите дечиња и така натаму. Имаш чувство кога нетрпелив си и така натаму и се чувствуваш осамена? Па да, дефинитивно да. Па тоа е можеби најголемиот проблем. Најголемата болка. Најголемата болка кога си сама одделен од фамилијата, нели? Кога ти требаат во некој момент. Мислам дека и кога се они со мене, можеби сум ги пружал најдобрите перформанси, дефинитивно, да. Имено дали има можеби одлука која што ја носиш со себе како тежина денес или тоа е целосно елиминирано? Па, одлука. Па, Од овие трансфери Да, и така да, натаму и ризици кои што си ги презел? Па не желам за ништо искрено. Не желиш? Не желам за ништо, да. Мислам дека тие одлуки се донеси, не може ништо да се промени, али ете, тоа така требало да биде. Да. Ако те прашам денеска, бидејќи, ајде да речеме, горе-доле кариерата на фудбалер до 40-тата нели може некако да се Да. одржи во една добра состојба и холистички да си влие. Според тебе кога можеби еден фудбалер па и човек станува еден зрел можеби во фудбалот, со годините или со искуството? Па и двете. Да, И играат двете, едно друго подред. Да, и двете и поготово последниот период, мислам дека последните 5 години баш сум посветен на фудбалот, како и на тренингот, така и на нутриција. Добро се носиш, претпоставам дека. Да. Одлично. Кажи ми сега со велиш завршувањето на договорот со иранскиот клуб, кој што нели и формално значи во мај, се има понуди, што се случува во моментот во кариерата? Па имав некои разговори сега, меѓутоа мислам дека
до мај нема ништо да одлучам. Сакам да бидам овде до мај. Меѓутоа ги има добри понуди? Па не се понуди, искрено, само се некои разговори Така? моментално, така да не знам како ќе на кој начин ќе течат тие разговори, ќе видим. Претпоставам дека немаш штраф, ќе се случи веројатно моментот кој што треба да се случи после мај. Да. Меѓутоа претпоставам дека си правиш некаква рекапитулација, што се случи, како се случи, за да можеш да направиш и подобра одлука. Ако треба да ја донесеш конечната и потписот, што ќе ти биде пресудно можеби за следниот трансфер? Па да, дефинитивно. Да не бидат само можеби финансиските, Да. нели, како што рековме? Да, дефинитивно тоа размислував и мислам дека мојата најголема желба би била да отидам негде сега 2-3 години и да биде и фамилијата со мене таму. Тоа би било мојата најголема желба. Претпоставам дека сопругата и дечињата нема да имаат проблем да го направат Нема, дефинитивно. во тој момент, тој избор. Искрено ќе ти посакам да се чуваш периодов, па можеби следната прилика кога ќе разговараме, ќе можеме да кажеме и конечно што одлучи Стефан Нашковски. Благодарам. Што типуваш можеби за следното светско првенство? Имаше прилика нели повторно да играш на неколку убави надпревари годинава со националниот грб и нашата репрезентација. Што ти е можеби вака ти тежи најмногу дека некој ќе доминира можеби овој пат на светскиот фудбал? Па некако Франција ми се гледа како тим со многу звезди, нели звездите никош не играат, али тимот е стварно доста силен. Така да некако Франција ми се гледа, иако сум сакам Бразил да доминира. Да доминира, да. Бидејќи го имаат еден од најдобрите тренери, Карло Анчелоти. Ќе ти посакам не само добар тренер и вистина уште поубава успешна кариера, барем продолжување на некако голготата, претпоставам дека те научи многу. Па така што добар е периодов малку нели да се изфилтрираш па и да си направиш некоја подобра рекапитулација и добра одлука. Беше драго да ти имам денеска ова петачно издание. Благодарам поздрав и до семејството. Исто и на тебе на емисијата и на се и да ги поздравам сите гледачи на утринската. Ти благодарам уште еднаш.